Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборувам за будењето, односно за развојот и нашиот период на будење и процес кој трае цел живот. Инспирација ми е едно видео во кое што се зборуваше за духовното будење и 6 фази на будењето. Имаше многу работи кои што се сопаѓаат со мене, со моите размислувања, со моите чувства и сакам да ги споделам не како туѓи размислувања, туку како мои размислувања кои се инспирирани од тоа што го слушав и нормално со дел од тоа се согласувам, со дел не се согласувам и си имам некој свој начин на кој што го разбирам тоа и го земам она што може да ми служи и да ми одговара. Некои периоди траат подолго, пократко, неколку месеци до неколку години, меѓутоа јас сепак сметам дека зависи од личноста, од условите во кои живе, од предизвиците кои што ќе ги има во животот, така што би било убаво да имаме информации во една широка рамка, а потоа ние да си избереме тоа што ни се допаѓа, го разбираме, може да ни служи, ни изгледа вистинито и може некако да си објасниме преку тоа некои работи, настани, случувања во нашиот живот. Првата фаза нормално е фазата будење, односно оној момент кога ќе ни се создаде некој клик во главата, некој аха момент или кога едноставно само ќе ни дојде преку глава од се и ние ќе донесеме одлука доста е, време е за промена, време е за раст и развој, време е за да го погледнам светот и животот со поинакви очи. Тој момент, тоа будење, како што веќе кажав, кај различни луѓе се случува во различни услови, во различни периоди во животот и јас се надевам дека луѓето се порано и се посамостојно ќе се будат, односно ќе преземаат одговорност за сопствениот живот, ќе живеат присутни во мигот, ќе прават многу повеќе добри работи за себе и за другите и дека сите заедно на тој начин ќе го направиме и светот поубаво место за живење, затоа што тоа е сепак наша работа на овие генерации кои сме сега и овде, за да оставиме барем малку порасчистен пат за генерациите кои што доаѓаат. Будењето или моментот кога ќе се соочиме со тоа во каква состојба сме, што ни се случува, како живееме, со што се сме обкружени, со што ни е оптоварен умот, со кои информации секојдневно се среќаваме и како тие ни влијаат, каде сме биле, каде сме сега, каде сакаме да одиме, колку од нашите соништа, желби сме оствариле, дали живееме свесно или едноставно под влијание на животот, сме се оддалечиле од себе, па сме станале многу повеќе автоматизирани, многу повеќе треба, мора. Денес сме се заглавиле во рокови, во исполнување на туѓи желби и потреби, затоа што тоа е нормално и на сите ни се случува, понекогаш од љубов, понекогаш заради финансиска добивка. Тоа не изморува, не истоштува и ако влезиме премногу може да се заборавиме себе си и животот што не обкружува и луѓето кои не обкружуваат и животот општо и е потребен еден таков момент, еден клик, еден миг, еден сат во кој што ние едноставно ќе ги отвориме очите и ќе видиме се наоколу дека не е баш така како што сме биле убедени дека е, не изгледа како што сме сакали и очекувале и можеби дека имаме многу повеќе капацитет за да си го оствариме тоа што ни е желба, потреба, приоритет, што е дел од нашата автентична душа. Меѓутоа, некако во име на другите работи сме го потиснале, заборавиле, оставиле за некои подобри времиња. После тоа првично будење, кое што може да трае неколку месеци до година, следува втората фаза. Во втората фаза, откако веќе ќе го погледнеме животот, светот и себе си со други очи, многу работи ќе ни бидат нејасни. Многу работи кои што сме биле убедени дека ги правиме правилно, дека ни носат резултати, дека сме направиле избори како што треба, дека сме имале можеби многу оправдувања, ќе
ни изгледаат нејасни, може би туги, може би непознати, може би целосно грешни и тука се појавуваат милион прашања, милион колебања меѓу тоа дали ова или ова е сега мојата реалност, дали ова во што верував до вчера, денес што ми изгледа сосем поинаку. Кое е реалното прашање кои ги носиме сигурно подолг период во себе или на несвесно ниво ги имаме, меѓутоа едноставно не сме имале време, простор, начин, желба, потреба да ги извадиме на површината. Тука ќе се зголемува нашата моќ за перцепција, ќе ни стануваат некои работи многу појасни, некои апсолутно нејасни, некаде ќе се изгубиме, некаде ќе чувствуваме дека сме го нашла правиот пат и некако ќе почне да не интересираат многу посуштински работите, многу повеќе ќе прашуваме. Ќе се прашуваме себе си, другите, светот и некако веќе тоа здраво за готово и мора така да биде, не вака, така, мора се да се заврши, направи, морам да бидам ваква или таква. Ќе го ставиме под еден голем знак прашалник, односно едно големо преиспитување на тоа дали на вистина мора да е така. Без никакви осуди и критики, сите ги поминуваме овие фази и тоа според мене и по неколку пати во животот за различни помали настани во кои предизвикале да се измориме, да заспиеме, да одмориме, па потоа се будиме или кога имаме едно вакво големо будење, па ги ставаме на разгледување повеќе, да не речам сите сегменти од нашиот живот. И во овој период ќе се чувствуваме убаво, во овој период ќе се чувствуваме вдахновено, како повторно да ги гледаме сите тие работи, ќе чувствуваме некаков полет, восхит, дури и желба да го споделиме тоа со сите, па ќе направиме 1 милион планови, ќе си дадеме повторно рокови, но со тек на време таа емотивна вознемиреност која е позитивна, убава, прекрасна, меѓутоа не можеме постојано да бидеме на тоа ниво, ќе почне полека да спласнува, прашањата ќе станат подлабоки и ќе се отвориме за преиспитување, за нови учења, за истражување подлабоко во себе, за правење можеби и сосем нови принципи, ставови, стандарди за животот кои сакаме да го живееме. Излегувањето од зоната на комфорот нормално ќе ни донесе безброј прашања, многу работи на кои не се подпирале сите овие години, многу наши уверувања ќе се срушат, многу повеќе ќе гледаме, меѓутоа ќе имаме и многу повеќе нејасноти. Ова е третата фаза, трае со години и јас апсолутно сведочам на тоа и кај себе и кај другите луѓе дека оваа состојба на потрага, на истражување, на себе запознавање повторно, на барање одговори по многу прашања, на ставање на вага, кое што ми е побитно, понебитно, трае со години. Колку години ќе трае, зависи од тоа колку ние работиме, вложуваме, се трудиме, растеме, остануваме константни на патот по кој што одиме, меѓутоа исто и од надворешни влијани и фактори, колку настани ќе се случуваат и различни ситуации кои можеби ќе болат, ќе не одвлекуваат, ќе ни бидат во одреден период приоритети, меѓутоа процесот кој започнал би требало да се обидеме свесно да го одржиме, затоа што тој нема да се врати назад. Работата е само дали ние ќе учествуваме активно во тоа и свесно или едноставно ќе оставиме да се расееме на секаде и потоа ќе ни треба многу повеќе време за да се вратиме и да освестиме што всушност ни се случило. Четвртата фаза многу потсеќа на таа втора фаза, значи после ова неколку годишно лутање, барање, што сакам, кој сум, што сака моето автентично јас. Некоја меѓуфаза која се уште не сме подготвени да го пуштиме она старото, познатото, нашите добри навики, кои што ни биле добри, ни помагале да преживееме, да стигнеме до тука, меѓутоа едноставно како да сме надраснале, а не сме ни ваму, ни таму. И во таа четврта меѓуфаза, нели, колку човек повеќе се колебае помеѓу две работи, не е сигурен што сака, што прави, тоа е многу тешко, знае да биде многу напорно, но
тоа е тој преод, тоа е начинот да се исчистиме од сите тие прашања, дилеми, колебања, за да можеме да ги препознаеме сите наши автентични желби, потреби, да научиме да пуштаме, да научиме дека никој ништо не ни должи, дека животот ништо не ни должи на крајот на краиштата и полека да се подготвиме за петата фаза, која што е далеку померна од претходната, односно тоа е фазата на приземјување. Откако нели ќе добиеме одговори на одредени прашања, откако ќе откриеме многу нови работи, откако ќе се откажеме од многу стари кои веќе нема да ни бидат интересни, доаѓа време на приземјување. Во овој период искуствата од претходните фази ни помагаат сето тоа да трае многу пократко, ние да сме многу постабилни и да знаеме да одделиме што ни е приоритет, што ни е забавно, во што веруваме, да го задржиме вниманието и концентрацијата на одредени работи, да уживаме во убавините на секојдневието, меѓутоа некако од некоја приземјена состојба и како повторно да сме се сретнале со себе, меѓутоа сега со сите проживеани искуства од претходно во оваа пета фаза, ништо чудно да правиме чекори назад, да паѓаме, затоа што се уште не сме се стабилизирали и приземјиле, а и за тоа, како и за претходните фази, треба одреден временски период во кој ние активно и свесно ќе работиме на себе, на своите мисли, на своите чувства и ќе се обидуваме да бидеме колку што е можно пофокусирани на тоа што го правиме и тоа да не прави задоволни, мирни, среќни и покрај се што носи животот да ни дава одредена мир, одредена сигурност, безбедност, меѓутоа не во светот, не надвор, не во луѓето околу нас, не во парите, не во тоа што го имаме материјалното, туку една сигурност длабоко во себе, која може би на крајот на краиштата се должи на тоа. Видете колку преживеав, ако го преживеав сето ова и се уште сум здрава, стабилна, константна, се уште можам многу да преживеам, многу да направам и сето тоа да го споделам со другите. Во шестата фаза, откако сме се стабилизирале од овие претходните, мене ме потсеќа на периодите од човечкиот живот и ме потсеќа веќе на зрелост и на мудрост која што сме ја собрале во текот на животот. И тоа е таа фаза кога се обидуваме повеќе и подобро да ги разбериме луѓето, кога ни е битен личниот мир и едноставно така приземјени, се уште доволно креативни, се уште со големи потреби барање од себе си и очекувања, со некој расчистен простор околу себе и расчистен пат, кога ни е најбитна љубовта, мирот, константноста, некои работи кои секојдневно не прават среќни. Едноставно, како да се спремаме за одмор, не се разбира од сите работи. Одмор од надворешниот свет и се подлабоко и подлабоко нурнување во себе, примена на сето тоа научено, активна примена, секојдневна, свесна и живење, еден живот со сосема поинаков квалитет, со еден огромен мир во душата, со многу сознание кои можеби се уште не прават да се чувствуваме збунети, меѓутоа знаеме многу повеќе. А фаза трае цел живот, може да се повторуваат фазите, се разбира, никогаш ние нема да бидеме доволно на шестото ниво и сега готово, од тука натаму нема. За мене како седма фаза од сето тоа е споделувањето, давањето, делењето, учењето. Кога ќе постигнеме такво некој ниво на свесност, на смиреност, би било убаво тоа да го споделиме со другите луѓе и да се обидеме да им ги пренесеме пораките, нашите мисли, нашите ставови на тие кои што се подготвени да чујат и кои што ќе не изберат нас. Шестата, седмата, петата фаза, па и другите може многу често да се повторуваат, да се појават во нашиот живот, да се измешаат со некоја претходна фаза или пак можеме двете фази да ги одиме паралелно. Се надевам дека вие ќе препознаете во кој период или во која фаза се наоѓате и дека можеби ќе ви помогне ова видео да препознаете зошто ве тиштат некои работи, зошто сте за нешто премногу емотивни, зошто за нешто воопшто не ви е гаља. И нормално
Целиот живот е пред нас, да учиме, растеме, да се развиваме, да ги менуваме овие фази доколку има потреба, доколку подзаспиеме и нормално да се стремиме кон тие највисоки фази кои значат стабилност, задоволност, среќа, мир, љубезност со другите, давање, делење, учење, подучување и сето тоа со една огромна благодарност за можностите кои овој живот ни ги дава. Ви посакувам убав ден и се гледаме во некој следно видео.